Се наоѓаме на територија на општина Аеродром, најурбаната и една од најголемите општини во главниот град. Зборуваме на многу актуелни теми со градоначалникот Тимчо Муцунски. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата и поздрав за сите гледачи на македонската телевизија. Се наоѓаме во училишниот двор на едно од најстариите училишта на територија на општина Аеродром, Блаже Конески. 2024 започнува убаво за училиште, односно ќе се менува комплетно неговиот лик. Да, основното училиште Блаже Конески е најстарата градба која што имаме од гледна точка на училишна инфраструктура во општината. И затоа во последните година дена сметавме дека е клучно да подготвиме соодветен проект за наградба и доградба на училиштето. Што значи тоа? Тоа е проект кој што ќе се одвива во две фази, сериозна капитална инвестиција, проширување на капацитетот на училиштето за над 30 училници, нови наставнички кабинети, нова мала сала, нов атриум каде што ќе може да имаме нов центар на училишните збиднување, нова библиотека и сето тоа што е потребно да според мене согласно проектот го добиаме веројатно најсовременото основно училиште на територија на цела Македонија. Ова е дел од општината, како што знаат и вашите гледачи, кој што во последните 15 години е по мене предмет на едно непланско урбано планирање. За жал, каде што многу нови згради се изградени, но никој во минатото не размислува за проширување на капацитетите на образовната инфраструктура. А вие кога планирате згради, кога давате одобрение за згради, треба да очекувате дека и многу нови семејства ќе дојдат, што значи ќе има се поголем притисок во училиштето. И затоа ние приоритет ставивме во овој дел од општината токму да биде во првата фаза од 2024 година, значи почнуваме со првата фаза од основното училиште Блаже Конески, потоа продолжуваме во близина кај градинката Изворче, односно објектот Изворче, кој што е дел од градинката Срничка. Практично има таму еден стар исток, така многу стар објект, кој што целосно ќе се сруши, ќе се изгради нов објект со дополнителни 200 места од тие што ги има во моментот. Пред околу една година го отворивме објектот Црвенка, па исто така тука во тој район, и сметаме дека со ваквиот тип на капитални инвестиции до крајот на мандатот ќе успееме да ги затвориме најгорливите прашања за семејствата, за родителите, за младите генерации. Во тој дел само за капиталните инвестиции би спомнал дека он е планот за првата половина од 2024 година. Почнување со основното училиште Блаже Конески и почеток на градбата на објектот Изворче во рамките на градинката Црвенкапа, а веќе во вториот дел од 2024 година ветуваме почеток на доградбата на основното училиште Гоце Делчев во Горно Лисиче, таму така исто така имаме потреба од проширување на нашите капацитети и целосно нов објект за градинка во населба Лисиче. Така да сите наши ветувања кои што ги имаме дадено во кампањата која што беше некаде пред 2 години се реализираат во динамика која што посекуваме да се реализираат. Кога се очекува комплетно да биде завршено ова основно училиште, каде ќе бидат згрижени учениците во тој период? Токму утрото имавме и со директорката еден разговор, ќе направиме соодветен план во периодот, затоа велиме во фази ќе се гради. Првата фаза очекуваме да биде завршена најдоцна една година од почетокот на градбата. Ќе направиме се што е возможно тоа да биде и побрзо, но некојаш има и објективни пречки, како што се временските услови, како што се некои други фактори, но рокот кој што ние си го задаваме е не подоцна од една година од почетокот на градбата. И веќе со завршувањето на првата фаза, кога ќе се работи на втората фаза од проширувањето на капацитетот на училиштето, веќе тие предизвици во делот на каде и ќе се одвива наставниот процес за еден мал дел од учениците, веќе нема да биде предизвик, бидејќи во првата фаза веќе добиваме значително зголемен капацитет на училиштето. 2 години сте градоначалник на оваа општина, задоволен ли сте досега се сработеното? Ве очекуваат уште 2 предизвикувачки, се разбира, години, меѓутоа се ближи крајот на оваа година? Секогаш може секогаш подобро. Јас секогаш и со моите соработници, бидејќи една општина не е само градоначалник, тоа е тим на луѓе кои што заеднички работат за реализација на целите, велиме дека треба да бидеме самокритични, да велиме може подобро. Јас од што сум задоволен? Задоволен сум дека домакински ги трошиме средствата на граѓаните, дека воспоставивме нова култура и нов однос кон јавните средства. Задоволен сум дека подготвивме многу проекти и голем дел од нив од капитална природа. Проектите се реализираат, капиталните инвестиции
се реализираат, имаме нови паркови, имаме нови спортски игралишта, нови детски игралишта, значително вложуваме во одлични проекти во делот на образованието, како што е таблет за секое дете, како што е пливањето за првачињата, практично пионерски проекти од гледна точка на локална самоуправа, таков тип на инвестиции во образовниот процес, и затоа сметам дека сум задоволен, но можеме уште подобро, и во таа насока сметам дека 2024 година во делот на реализација на капиталните инвестиции. Претходната година успехот ни беше новата градинка, отварањето на новиот објект Црвен капа, а 2024 година во аеродром ќе биде препознатлива како година кога се почнале 4 големи капитални инвестиции во образовната инфраструктура, во инфраструктурата поврзана со социјалната заштита, година која што такво нешто практично никогаш не се случило во нашата општина. Се уредува ли хортикултурно општината во овој период од годината, се украсуваат ли оние зелени површини, некако очекуваме дека и општина Аеродром ќе блесне во полн сјај за новогодишната ноќ. Дел од општината веќе почна, во крајна фаза се, мислам дека во текот на денешниот ден, најдоцна ако не утре, општината ќе биде целосно украсена во делот каде што не имаме надлежност да украсиме, а за жал, например, по булеварите ние не можеме заради тоа што таа светлосна инфраструктура таму е под надлежност на градот Скопје, но во делот каде што е во надлежност општината, очекувам денес, најдоцна утре да заврши украсувањето. Веќе се украсени одредени делови од општината, граѓаните веројатно тоа го гледаат и кога тие се движат. Сметавме дека оваа година е добро тоа да се направи, бидејќи е потребна повеќе позитивна енергија. Потребна е ведрење кај граѓаните, посебно во празничниот период. За жал тие сведочат на многу негативни состојби генерално во државата, но празничниот период е период каде што помалку треба да се критикуваме, а повеќе да се радуваме, да бидеме со нашите семејства, и во таа смисла да им посакам на сите граѓани среќни празници, спокојни празници, бидејќи веќе почнува од следната недела празничниот период. Сите да се надеваме дека 2024 година ќе биде берикетна, дека ќе биде успешна годишна година каде што ќе ги реализираме нашите соништа како на приватен, така и на професионален план. Да, празниците се среќа и радост. Убав настан и денеска ќе го најавиме уште еднаш во Основното општинско училиште Блаже Куневски новогодишен базар на кој што сите се радуваме. Дечињата заедно со родителите, со своите наставници изработуваа благи и солени производи, па можеби се гледаме токму тука во 12 часот. Дефинитивно, и мое задоволство е огромно што гледам како основните училишта во последните неколку недели сите организираат ваков тип на настани. Хуманиот карактер кај нив е значен, често средствата собрани од настаните се даваат од некоја насочени кон некоја цел да се помогне, дали е тоа некое детенце, дали е тоа некое семејство. Во таа насока веќе денешниот ден ќе најавиме и новогодишен базар, настан за промоција на македонското вино, но каде што ќе има многу домашни изведувачи кај паркот Авионче. Тоа ќе биде веќе следната недела, така да работиме и на таа предновогодишна програма и заедно со училиштата, но и општината исто така ќе направи еден настан кој што следната недела ќе се одржи кај паркот Авионче. Ќе ги искористиме и вас медиумите да го испромовираме секако тоа и да посакаме што повеќе граѓани да ни се придружат. Да, убави настани за крајот на годината. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме во некоја наредна прилика. Ќе го следиме овој проект за Основното општинско училиште Блаже Куневски. Се гледаме токму тука за од прилика половина година, можеби. Мене ми е задоволство што сега има дрон гледам, што снима, што значи благодарение на вас ќе имаме слика пред и потоа. Наше очекување е дека јавната набавка ја распишуваме веднаш после новогодишните празници, бидејќи така буџетските правила предвидуваат, но моје очекување е веќе во првите 3 месеци од 2024 година тука да ве поканиме на камен темелник и да почне градбата на овој објект кој што е многу значен за целата општина. Благодарам уште еднаш.